Да, продолжуваме со Студио 10 на телевизија 24. Како што и на почеток на оваа емисија најавив, мои први гости ќе биде госпоѓата Гордана Софија од организацијата Генералка Викенд и господинот Арсим Фидани, директор на предпријатието Заубер Махер, предпријатие од Тетово, кое што практично менаџира со сметот, односно го собира и го транспортира до таму каде што му е местото. Благодарам што прифативте да бидете гости во Студио 10, каде што ќе разговараме пред се за депониите кои што се создаваат низ урбаните центри, меѓутоа и воопшто низ сите региони во Македонија. Добар ден и фала на покана. Благодарам за поканата. Така еве, најпрво ќе започнеме со госпоѓата Софија. Каква е реалната слика за животната средина во Македонија од аспект и на зеленилото, меѓутоа и на отпадот, затоа што вие организирате акции за расчистување на сметот, меѓутоа и учествувате со еколошки акции за засадување на разни насади и слично. Да, Зелена Сончева е целиот проект. Тоа ние го нарекуваме близнак проект, затоа што Генералка Викенд е пролетно чистење на отпад во сите 81 општина на национално ниво, а Сончева горе е есенско пошумување и тоа трае веќе 6 години. Ситуацијата ме прашавте каква е, ние имаме преубава земја. Преубава природа, разновидни области, биодиверзитет како што го нема во многу држави и меѓутоа нашата земја е претрупана со отпад се уште. И тоа доаѓа од личната неодговорност на секој од нас. Секојаш се воодушевуваме колку е убава Австрија, чиста, колку е убава Швајцарија, па и Македонија може да биде и многу поубава од тоа ако секој еден би се грижел малце повеќе за отпадот. Гледаме, се одложува отпад во реки, во долови, на почеток или на крај на рурални средини. Таму каде што не треба, најчесто се одложува, што е стварно навистина грда слика. Грда е сликата и е криминал. Секој еден што ќе фрли отпад во природа е директно, барем ние го сметаме за криминалец кој што е против сите нас кои што живееме овде. Тој отпад што се одложува така не е прописно, наштетува на сите нас, пред се на нашето здравје. Добро природата да, меѓутоа ние сме дел од тоа. И затоа мора да се зголеми индивидуалната свесност и луѓето и во градските и во руралните средини да престанат да го фрлаат отпадот во природа, затоа што сега во сите општини веќе има солидно воспоставена инфраструктура и нема изговор зошто отпадот би завршил во река. Да. Кога зборуваме за солидна воспоставена инфраструктура, еве тука е господинот Арсим Фидани од Заубер Махер, предпријатие кое што се грижи за собирање и транспортирање на сметот. Знаеме дека градот Подшара, па и градовите и другите рурални општини низ децении се соочува со проблеми во однос на собирање на сметот. Ако направиме споредба, сега е подобра ситуацијата во градот, не е идеална, меѓутоа вие како предпријатие, кога започнавте пред неколку години, се соочивте во однос на сериозни предизвици. Дали тие предизвици се уште остануваат и кои се? Ја најпрво би кажал дека сме радосни што од почетокот на дејствувањето придонесуваме заеднички со Сончева. Заубер Махер е дел и го потврдува ова активност уште на почетокот од 24-та. Заеднички делувавме на шарпланинските делови, каде што Заубер Махер помагаше во собирањето и транспортот на непрописно одлаган отпад во нашата перла, во нашата, како да кажеме, во паркот, во територија на паркот. Секако ние имаме овие 2 години од нашата идејност, стварно има голем напредок, значителен напредок во однос на, и со тоа исто така се гордееме во однос на јавната чистота во градот. Во однос на предизвиците, би можел да кажам дека се различни во планинските дела, значи оба предел, конфигурацијата на теренот не е таму иста. Руралниот и урбаниот дел.
Во планинските села, значи, останува лошата инфраструктура, лошиот пат, пристапноста, значи, непрописното одлагање на отпад, додека во долниот дел, во урбаниот дел, значи, се соочуваме се уште значи, не како на почетокот 24-та, има намалени предизвици, се уште луѓето, односно граѓаните, се паркираат пред контейнерите, се уште имаме непрописно одлаган отпад во близина на контейнерите, иако контейнерите во повеќе наврати се празни, значи навиката ние се уште да ги ставиме поред контейнери. Една зачудувачка исто навика е што по Тетово, па и низ државата, иако имаат контейнерите капак, истите секогаш се отворени. Значи се натрпуваат со отпадот, значи доколку има многу отпад, истиот се расл на земја, и тоа е она што би сакал да го истакнам како предизвик. Меѓутоа, значи овие фактори сите го отежнуваат на некаков начин и ефикасноста и ефективноста која влијае врз нашата работа. А секако влијае и долготрајно од аспект на тоа инвестиции понатамошни и нудење на поквалитетна услуга. Да. За да имаме чиста животна средина, не треба можеби да зборуваме само за навики, да воспоставиме добри кај граѓаните, меѓутоа треба некогаш и санкции и казни, меѓутоа за тоа подоцна ќе зборуваме. Каде најчесто се појавуваат диви депониеве според праксата која што ја имате изминативе 7-8 години кога нели сте на терен? Ние патуваме низ цела Македонија, ги посетивме физички сите општини и постојано одиме и разговараме и со комуналните предпријатија и со делите за животна средина, кај се проблемите, кои се критичните точки, и ги гледаме и самите. Еве, да го земам патот од Охрид до Скопје. На секој 1 километар од страна на патот има илегално ѓубриште изфрлено. Реките има делови кај што се енормно загадени. Можеби порано, зборувам порано пред 70 години, луѓето немале таква солидна инфраструктура за одложување отпад и единствено решение им било да го одложат во река. Меѓутоа, тој отпад од тогаш и денес има голема разлика. Откако е внесена пластиката, значи пластика, одложување пластика во река, значи една пресуда кон сите нас за пократок живот и многу лошо здравје, затоа што таа пластика, знаеме, веќе е познато, не се разложува и требаат векови за да се разложи, е екстремно штетна, микропластиката, познато е веќе до какви штети прави во организмот, во здравјето. Еве, Арсим спомна, импактот на таквото неправилно одложување отпад не е само врз здравјето, туку е и врз целата економска ситуација. Ниту еден не би сакал да дојде да инвестира во дел кој што е целосно загаден. И тоа е првата слика која што секој инвеститор така паѓа на памет. Колку граѓаните редовно ги плаќаат сметките? Знаеме тука една за жал катастрофална бројка на процент на плаќање, меѓутоа каква е сега состојбата и како го надменувате тој проблем, со кои методи? Ја би сакал да кажам дека наплатата е една од клучните фактори, спомнав и порано, за одржлив, значи воспоставување на одржлив систем. Она што се вика како финансиска дисциплина, значи повторно има влијание врз тоа што ние го планираме во наредниот период да се инвестира. Значи потребите растат повеќе отколку ресурсите дневно. Отпадот, значи консумирањето секогаш се зголемува, така се треба да се зголемат и ресурсите. Наплатата е клучен фактор. Би сакал да кажам дека не е на посакувано или задоволително ниво, меѓутоа правиме напори тоа да се подобри и сметаме дека одиме кон подобар процент на Може да наплата. кажете процентот? Како финансиска, односно на месечно ниво, ние многу мала, меѓутоа, значи месечно ниво
некаде околу 30-35% редовно платени фактури, останатото се уште се плаќа со многу закаснување. Да, меѓутоа знаеме Титово печалбарски град, меѓутоа најчесто, најверојатно во летниот период се плаќаат сметките кои што заостанале. Точно. Так. Меѓутоа, значи тука има и големо влијание и останатите услуги кои што се, да кажам, директно поврзани, како поштенските услуги, системот, уличниот систем, знаеме во Тетово се уште нема добар воспоставен уличен систем, така да фактурите можат да стигнат и со закаснување. Сепак од друга страна не нудиме доста решенија со кои можат граѓаните, значи навремено да ги добиваат нивните фактури и затоа апелираме секогаш навремено да ја извршат нивната обврска. Да. Господја Софија, за да имаме почиста животна средина, потребна е инфраструктура. Од аспект на подземни контейнери, добар пат кој што води кон регионалните депонии, знаеме каков беше патот кон депонијата Русино. Дали тука лежи причината што имаме такви загадени градови или пак тука се бори овој проблем со ниската еколошка свест на граѓаните? Па, двата аспекти. Зависи, секоја општина е различно. Еве Саубамахер е пример како може да се воспостави редовно собирање отпад и во делови каде што 25 години никогаш не бил собран отпадот. Тоа се случи во 2024, беше исчистена огромна депонија, огромно ѓубриште, депонија е збор за санитарен објект. Да, што е под контрола некој. Да, под контрола, илегално ѓубриште, 25 години, Вејачка река беше претрупана, се исчистија 13 тони и потоа се воведе редовно собирање отпад во сите села што се во Националниот парк Шарпланина. Значи, се може да се направи кога има волја. Меѓутоа, граѓаните не треба да фрлаат кај што не треба и една многу клучна работа за која што еве и вие зборувавте со Арсим, ако сакаме да имаме здрава средина, редовно собирање отпад, значи и стабилно комунално предпријатие. А стабилно комунално предпријатие, кое што е екстремно важна алка од целиот наш живот, е редовно плаќање на сметките кон комуналните предпријатија. Тоа е обврска, правна обврска на секој граѓанин. Ако некој не ги плаќа сметките и потоа се буни јавно дека отпадот е натрупан или не е собран, тогаш тоа не е во ред. Редовно плаќање на сметките ги зајакнува комуналните компанија и му овозможува да имаат и подобра инфраструктура и редовно собирање отпад. Се е поврзано едно со друго. Ако бараме комуналните предпријатија да бидат одговорни, треба и ние самите како граѓани да бидеме одговорни и да си ги подмируваме обврските. Така, тука во однос да не заборавам за шарпланинските села, како тука се собира, се транспортира сметот, затоа што сепак имаме големи села на шарпланинскиот масив, каде што изминативе децении воопшто не одеа камиони да го транспортираат сметот, да го собират, па поради тоа и низ долините се собираа купишта смет, за жал, во средина која што е заштитена со закон. Токму така, Зоран, за прв пат, значи, воспоставена од страна на Заубермахер, воспоставена редовен систем за собирање на отпад, посебно на пределот од оние селава што се најрурални. Бозовце, Вешала, Једоарце, Отуње, Вејце. Тие села, односно тие рурални средини каде што веќе почна и туристи да се качуваат, да ги посетат тие природни реткости горе. Од 24 година, после Генералка викенд, април, мај, некаде месец, ние редовно воспоставиме, значи редовно собирање на отпадот горе. Сега, бидејќи никогаш немало таков систем, домаќинствата, односно граѓаните, не сакаат да се приклучат кон системот, односно нема плаќање, нити па сакаат да ги споделат податоците лични, кои се неопходни за да се изготви фактура и да се врши наплата
услугата. Дел од граѓаните велат ние тука не живееме, па не можеме да плаќаме иста сума како постојните жители. И тоа е оправдувањето кое што ние новинари го слушаме цело време. Точно. Меѓутоа, ако имаме доста материјал, секоја недела се собира голема количина на отпад од тие рурални средини, тоа докажува дека има луѓе што живеат таму, не дека нема, бидејќи отпадот не се создава сам по себе. Значи, кога собираме отпад, тоа значи дека некој живее. Меѓутоа, бидејќи немало таков систем, чекаме, ќе бидеме стрпливи, а ја имаме и поддршката од собственикот господинот Рот, кој значи не тера да помагаме и да ја завршиме работата со цел да ги промовираме убавите работи што ни ги нуди природата. Да, со какви други проблеми се соочуваат вашите екипи на терен? Кога одат да го собираат сметот? Од контейнерите меѓу и другите места? Проблемите се различни. Сега се уште се одлагаат различни видови на текови на отпад. Почнувајќи од кабаст, инертен отпад, спомнав дека се одлагаат во близина на контейнерите. Доколку се гледа од аспект како треба да се управува со отпад, нашата компанија е должна да ги собира и да го земе отпадот само во садовите. Значи ставен во садовите. Дополнителна предизвик, па понекогаш и оштетување на нашата опрема е што се одлага метални објекти, отпадоци во самиот контейнер. И кабаст отпати. Точно. Се ставаат се одлагаат во контейнер, ни ствараат проблеми со опремата, понекогаш и влијаат и врз безбедноста на самите вработени. Ова навика треба да се спреми, меѓутоа значи треба поголема контрола, треба поголема соработка со надлежните институции и нели спомнавте и за казнената политика за која значи многу треба да има влијание за да се воспостави некаков ред и меанизам за да имаме нели функционален систем за управување со отпад. Каде тетовчани да го одлагаат кабастиот отпад? Дали имате да речеме одреден ден или локација каде што може да се одложи тој отпад? За прв пат исто ќе спомнам дека во октомври 24-та обезбедивме соберен центар, знаејќи дека тоа е клучно за ваквиот тип на отпад. Отворен е центарот со целосна инфраструктура, правиме напори тоа да го промовираме како центар. Се наплаќа за тоа или пак? Не се наплаќа, секој кој што е вклучен во нашиот систем како клиент, значи може слободно да одлага кабаст отпад бесплатно во центарот, а наместо тоа да се одлага на улица или некаде непрописно. Во контекст нова ќе ве прашам дали тетовчани може да очекуваат селектирање на отпад, што е многу важно прашање. Исто и за тоа, значи лани во октомври 25-та. Октомври среќен месец. Среќен месец, па да чекаме уште поголеми работи нареден октомври. Започнавме со општината заеднички пилот проект за започнување со примарната селекција, со тоа што беа доделени од Министерство за животна средина и просторно планирање контейнери и канти делумно за доделување. Мал број се, затоа започнавме со пилот проект во населба Тетовчанка, каде на 200 домаќинства им беа доделени од наша страна канта за мешан отпад, канта за селектиран отпад, односно за хартија и едната за пластика и за метален отпад. Тоа е отпад од пакување. И како оди процесот на граѓаните, дали го прифаќаат, дали се придржуваат до правилата? Токму на тоа сакав да стигнам. Поставени се и во јавните површини некаде околу 45 до 50 контейнери за селектиран отпад од пакување. Се уште од тој период се соочуваме со мешан отпад и меѓутоа сепак ќе напоменам, инфраструктурата не е доволна, укажувањето не е доволно. Постојано треба да се работи на едукација и на активности кои ќе ја зголемат свеста кај граѓаните. Меѓутоа и од другиот аспект мора да најдеме некој
некое идеално решение, а тоа го зборуваме моментално со општината, за да се мотивираат. Начин како да ги мотивираме граѓаните да почнат да селектираат отпад. Меѓутоа, господине Фидани, не е само мотивација. Каква е соработката со инспекторите кои што треба да ги казнуваат оние несовесни граѓани кои што каде било го одлагаат отпадот, па еве дури и кога ќе добијат контейнери за селектирање на отпад, процесот не тече како што треба. Дали на таа карта се размислува, затоа што сепак колку време еве раководите со ова предпријатие кое што го собира и го транспортира отпадот, меѓутоа казните, вие не можете да казните, меѓутоа сепак има други институции кои што нели општината има свои алатки за такво нешто. Значи мора да кажам дека во државата имаме многу зрела законска рамка од 2020 година наваму. Скоро сме целосно усогласени со европската легислатива. Она што сите го знаеме е нивната примена. Тука станува значи збор за казнената политика. Инспекторите, локалните, па и државните, па и другите инспекторати кои индиректно имаат влијание, значи треба да се вложи поголем труд. Значи ние имаме соработка солидна со секоја институција и знаеме дека за промена на ваквите работи ќе трае време, меѓутоа инсистираме цело време тој круг на соработка да го прошириме. Воспоставиме соработка со местните заедници, со училиштата пред скоро време и со универзитетот, Југоисточниот Европски универзитет во Тетово, така да сите области треба да бидат да се вклучат. Оно е исто најважно е голем дел, значи што ќе влие во системот е и колективните постапувачи. Пакомак, Евроекопак, Алпакеко, кои што се посебно за делот на отпадот од пакување. Значи и оние имаат интерес и е во нивен интерес да соработуваме заедно за да ги заокружиме, не би сакал да кажам проблеми, овие предизвици со кои се соочуваме. И сметам дека во најскоро можно време ќе се најде едно идеално решение и на тоа значи даваме многу напори и сме многу посветени. Да. Господја Софија, нареден месец ќе имате голема акција во Скопје, меѓутоа мислам дека во цела Македонија. Да, цела држава. Каква акција станува збор, да ни кажете? И колку овие акции кои што не би се први имаат долгорочен ефект за почисти позелени центри низ Македонија? Генералка викенд ќе се одржи на 8, 9 и 10 мај оваа година. Се случува еднаш годишно. Сите 81 општина се вклучени. Со жителите од општините, од деца од градинка се до пензионери и се помеѓу. Вклучени се над 600 организации од спортски здруженија, местни урбани заедници, граѓански асоциации, како и многу јавни институции кои од минатата година излекуваат надвор и собираат отпад, повеќе министерства, армијата е вклучена, значи секој аспект од општеството се одржува во сите 80 на општина и без разлика кои се локациите на чистење, кои што општината ги одредила, секој еден може да излезе со една вреќа и еден пар ракавици барем пред неговата куќа или зграда, може би заедно со соседите. Имавме и такви случаи минатата година, само иницијативно се организираа луѓето и се изчистија паркот, делот околу зградата и кога секој еден би го правил тоа, ако погледнеме од птичја перспектива, државата ќе ни биде чиста. Така да еве ги повикувам сите луѓе да се приклучат, да придонесат, за да имаме една држава која што е и ќе биде и поубава од Швајцарија, ако споредуваме. Така. Еве 7-8 години се овие акции, најверојатно ги организирате во различни делови, меѓутоа можеби некога се совпаѓаат тие места каде што чистите. Дали се случува, еве ако лани има таква акција, годинава се повтори на иста локација, да биде почисто, позагадено,
Каков е, за тоа ве прашав на почеток, Да. каков е ефектот? Дали имаме почести средини споредбено со минатите периоди? Кога почнеме 2021 имавме само 1000 волонтери во 10 општини. Таа бројка вкупно до минатата година беше 100.000. Тоа зборува дека луѓето што живеат тука сакаат да живеат во чисти градови и чисти рурални делови, во чисти села. И сите овие луѓе, секој еден што излегол и учествувал и собрал отпад, значи дека никогаш повеќе нема да одложи. Имаме исто програма со Министерство за образование и УНИЦЕФ. Беше воведен од минатата година специјален екочас во сите училишта на национално ниво и верувајте дека има многу примери, ни кажуваат дека кога децата ќе ги скараат родителите дека неправилно го одложиле отпадот, сликата веднаш и делото веднаш се менува. Значи се коригираат. Да. Колку комуналните предпријатија ја помагаат ваквата акција? Господин Фидани, дали учествувате со ваши вработени, да речеме, во ваквите акции? Да, спомнав дека од 24-та, од кога почнавме со денеста, имајќи предвид важноста на ваквите еко акции, а посебно од Сончева, која ја сметаме како е една од најголемите еко акции, каде се вклучува цела држава, да кажеме, јавни институции, училишта. Ги поддржавме уште од 24-та, продолживме 25-та и овога година. Исто така продолжуваме со поддршка на нивната иницијатива. Меѓутоа, тука не застануваме. Ние 24-та и 25-та година се спроведуваат низа еколошки акции, почнувајќи од невладини организации, индивидуалци кои ја сакат природата и секогаш сме се одзивале на таква потреба да носиме наша опрема, наши камиони, па и наши луѓе да бидат на терен, да се носи, да се транспортира, иако не е наша надлежност, значи да се транспортира да го отпадот и да се одлага во регионалната депонија, таму каде што треба и да заврши. Нормално пред да започнеме со иницијативи за селекција, реупотреба и рециклирање. Да. Во однос на опремата, камионите, со каква опрема располага? Знаеме во каква состојба беше претходно предпријатието, што е подобрено во тој поглед, затоа што без механизација реално не се може ништо. И покрај ниската наплата, Заубер Махер досега никогаш не застануваше да инвестира во опремата. Ние на почеток почнавме 7 или 8 камиони на терен, бидејќи со договор за јавно-приватно партнерство требаше да ја преземеме опремата од општината. Меѓутоа, сега се гордееме на тоа дека стигнавме на, да кажам, број на камиони се 23 кои го обслужуваат градот. Имаме доволно опрема. Тука, значи, можам да ги определам и дека од почетокот сите вработени беа опремени со заштитна опрема, тоа е многу важно, значи вработените не се клучен елемент во предпријатието, така да инвестираме, продолжуваме и во модерна, да кажем, имаме планови понатаму да се модернизира, затоа што секогаш има потреба за подобри услови, а тоа влијае и во квалитетот на услугата која треба да се нуди во иднина. Да. Господин Фидани, каде го носите на сметот? Каде се одлага? Дали во привремената претоварната станица кај Фалиш или пак директно со камиони сметот се носи во депонијата на Русино? Не. Како е тој процес? Да. Затоа што тука има проблеми во однос на претоварна станица која што не работи според стандарди, сите мораме да признаеме, меѓутоа и Русино се уште не е доведена во таа современа регионална депонија која што треба да не обслужува. Во сферата на управување со отпад, трансфер станицата е неопходна. Ние моментално користиме трансфер станица со сите законски услови предвидени, која е лоцирана во општина Боговиње. Тоа патот према депонијата за Русино. Таму значи се претовара сега Точно. А Фалише? Таа претоварна станица претоварната сега зашто се е користи? планирана да биде претоварна станица, меѓутоа додека според стандарди е планирана и тоа треба да се инвестира од страна на државата преку
кредитната линија на Европската банка за развој, EBRD, траат постапките, колку што имаме информација за претоварна станица, исто така која ќе ги исполни сите услови, да кажеме, европски стандарди, како што треба и да доликува на една трансфер станица. Тука е предвидено дали ќе остане таа локација во Фалише. Да, имаше 3 локации, мислам дека предложени. Да, предложени. Каде беа тие? Фалише? Искрено тоа е затоа што е политика која се менува и во зависност од условите на терен ќе се назначи некоја од локациите. Според информациите останува локацијата во Фалише, она претходно користена како трансфер станица во претходниот пред да се одложи сметот. Да. Каква е состојбата со депонијата Русинове кога зборуваме веќе за Полошкиот регион? Имате ли вие информации како екоактивистка, да речеме, што се работи тамо, или вие, господине Фидани? Мислам дека Арсиме послучен за тоа, за жал во Русино не се идеални условите. Фали премногу, значи фалат инвестиции во делот на... Запрене работа, затоа што имаше тамо некои краткорочни и долгорочни мерки. Краткорочните се исполнија, меѓутоа дали долгорочните Точно, се работи на тоа? Гледаме дека и државата почна да инвестира, пред одредени 2-3 месеци беа носени, беа доделени, значи беше доделена нова опрема, камиони, оствари опрема за управување со отпадот натре, така да, меѓутоа тоа е малку за да кажеме дека стигнавме или ги постигнавме стандардите кои се потребни. Далеку сме од стандардите очекувани со депонијата во Русија. Јас се надевам и апелирам да се вложува повеќе напори, да се воспостави ред, да се инвестира во инфраструктура, затоа што реков на почеток, предизвиците да можеме да ги надминеме само заеднички. Така, без тоа не може секако. Зборуваме за инфраструктура, за вложување и се, меѓутоа пак еве ќе се навратам на ниската еколошка свест кај граѓаните. Колку треба да има едукација, да започнеме од училиштата со дечињата во однос на подобрување на свеста? Да, во училиштата има едукација во однос на животна средина и циркуларна економија и што се случува со отпадот, каква штета прави ако се одложува во природа. А јас веќе споменав и дека и Министерството доста преку Бирото за образование има курикулум по кој што се следи и УНИЦЕФ исто помага во сето тоа. Меѓутоа не се само учениците. Често го слушаме тоа, треба децата да се воспитуваат, да, меѓутоа што со останатите возрастни групи кои што дел од нив, поголем дел придонесуваат да има отпад на јавни места и кај што не е правилно место, треба да оди целосно. Образованието, да, учениците тие велат младите се иднината, ама и се и сегашност. И ние како повозрастни генерации имаме одговорност да им оставиме на генерациите што доаѓаат и што се сега на помала возраст поздрав свет. И затоа одговорноста паѓа на сите нас. Ние сме сега тие кои што сме проактивни како генерација и треба да им оставиме иднина. Затоа што иначе насоката ќе биде на сите млади во странство. Ние знаеме многу пријатели и многу луѓе кои што се иселија затоа што веќе не можат да поднесат да дишат чист воздух. Токму и овој сектор е таа причина за така. И не можат да гледаат отпад на секаде. Ниту еден човек не може да живее во такво нешто. Ние живееме сме дел од Европа, сме цивилизиран свет и треба да се однесуваме одговорно и цивилизирано и да се однесуваме со љубов кон се што е надвор наша држава, како што си го негуваме и сопствениот дом. Истото да го примениме и надвор. Да. Господин Фидани, еве пак ќе се навратам на претходното прашање во однос на соработката со институциите, со инспекторатот. Дали имате информација дека
инспекцијата казнува воопшто во Полошко? Еве конкретно во Тетово за одлагање на смет на нели места кои што не се одредени за Точно, тоа. во тесна комуникација сме со локални. Секогаш има и се извинувам, од да. таму оправдување немаме доволно инспектори и такви. Сега да не навлегуваме Така, во поред, правниот да. систем, јас Да. само сакам да кажам дека сме во тесна соработка, комуникација дневна со локалниот инспекторат, така да и за дневни бидејќи луѓето, значи се подига свеста, почна да ни праќаат слики, да ни праќаат видеа како некој одлага несовесно, така да имаме Кои инспекторите или до граѓаните нас, кои што да? бидејќи сметат дека ние можеме да направиме некоја промена. Меѓутоа вие сте добра алка за да Точно, така. значи ни праќаат видеоматеријал или фотографии и ние ги проследуваме до инспекторатот локалниот. Оние треба да одат на терен, да констатираат, па и да казнуваат. Меѓутоа, дали казнува, тоа е Дали прашањето. и како завршува таа постапка, немаме сознание. Добро. Меѓутоа, идејата не е повторно да се казнува. Идејата е да се едуцираат луѓето, да им се укажат кои се можностите, затоа што стварно има и инфраструктура, а и можности. Собираме скоро цела територија на општина Тетово. Не може некој да каже дека не се врши услуга, освен во одредени локации каде стварно не може да се качуваме со нашите камиони непристапни, да Кои се кажеме. тие локации? Има една улица, ако ги памтам добро, 155. Во кои населби во Тетово Да, тоа се? делот на стадионот кај што е така. нагоре. Дреновец на село, Да, така. значи тие се планински дела, не се во урбаниот дел. И како таму се решава проблемот? Значи доставуваме контейнери во близина каде што може да пристапува камионот. Така да се договараме поединично со местните заедници, одговорните луѓе на таквите населби и заеднички се договараме каде да поставиме контейнер за да имаме една вин-вин ситуација и за нив да биде пристапно, меѓутоа и за нас да биде пристапно и да ги обслужуваме. Да, меѓутоа, не е најверојатно целта. понатаму има решение, постојат и мали камиони кои што нели може да поминат низ тие. Точно, постојат и мали камиони, затоа и планираме наредна, значи да го модернизираме нашата флота, меѓутоа стварно во некои делови пробавме од 2024 година, ако не грешам сега не ги памтам на памет, 155 улица, значи имаше два пати да кажеме сообраќајна незгода поради лошиот терен. И стварно не сакаме да ги воведуваме нашите шофери, нашите вработени да се загрозуваат нивните животи, да кажам, или да биде, значи, од безбедности причини да настане некоја ситуација несакана. Да, господја Софија, пак да се навратиме на младите, колку тие се вклучуваат во вакви еколошки акции сега во мајки имате? Да, во доста голем број. Минатата година беа вклучени околу 40.000 ученици од основните и средните училишта на национално ниво. Минатата година имавме обид да ги вклучиме и студентите, бидејќи тие треба да се исто сила која што ќе не води кон зелена транзиција. Меѓутоа немаше голем одзив, имаше само неколку факултети кои што се приклучија од Охрид, од Битола, ПМФ тука, Музичка академија и Земјоделски факултет. Меѓутоа годинава подпишавме меморандуми со УКИМ, така да ќе бидат вклучени, се надевам, во што поголем број студентите и со свој пример да покажат и кон другите како треба да се грижиме за нашата земја. Да, ги имате одредено локациите каде што ќе се организираат овои акции? На територија на цела држава уште не пристигнуваат локациите од општините. На територија на цела држава ќе има околу 600 локации. Секоја општина има одредено локации на нивниот терен. Може да видат сите на страната на Генералка Викенд. Ако изберете, например, Ресен и кликнете, ќе ви ги даде сите локации со GPS координати, време на почнување на акција, избирно место. А на територија на Скопје ќе има околу 70 локации и една поголема акција, секогаш имаме со една акција отварање, официјално отварање на акцијата на Генералка Викенд ќе биде со чистење на кејот на Вардар на 8 мај во 8:30 часот со 10 тима
се надеваме ќе имаме околу 1000 волонтери. Така, целиот во Скопје, така? Да, заедно, да, заедно со град Скопје. Од потегот Ново Лисиче кон Влаја. Така. Господине Фидани, каде треба ова акција да биде насочена во Тетово? Кои локации се за Генералка викенд? Генералка викенд секогаш овие 3 години во тесна координација се договараме кои ќе бидат локациите, затоа што сепак ќе треба да носиме наши камиони до горе, а мора да биде пристапно, така да во комуникација сме со Ханес и Гордана, организатори на ова голема екоакција. Секако тука се е вклучена и Националниот парк, ренџерите кои исто така најдобро ги знаат локациите, каде се стварат тие депонии, така да се координираме заеднички и делуваме заеднички. Така. Да, годинава само да додадам, во Националниот парк Шор планина ќе има специјална акција со Саубамахар од 5 до 7 мај, пред официјалното почнување на Генералка, заедно со армијата, со вооружените сили на Македонија, ренџерите, Саубамахар, ќе се чистие 2 или 3 поголеми легални ѓубришта. Извини, во 25 ја сакав да го изразам затоа што в 25-та ни се приклучи заменик амбасадорот на Австрија во акцијата гори и заменик амбасадорката на Швајцарија. Заедно го изчистивме локацијата веднаш пред влезот на Вејце. Поставена беше табела заеднички со Националниот парк да не се одлага отпад, па да видиме дали се уште се ствара или начин како тоа да го запираме, да не се ствара отпад во површини, посебно каде има помин на да кажеме од туристи и луѓе секојдневно кои ја поминуваат улицата. Да. Господин Фидани, ќе се навратам на почетните прашања во однос на системот на наплата, кој што нели доста значаен да имаме ефикасно управување со предпријатието, нешто кое што вие го спомнавте, дали и како планирате да воспоставите подобар систем за наплата за да имаме ефикасно предпријатие? Дали имате такви размислувања со оглед на нискиот процент за наплата? Точно, во неколку случаи посебно граѓаните, печалбарите кои што се живеат надвор ни кажуваат, ама таму плаќаме колку создаваме. Значи, точно во такви и тоа сакаме да го планираме за војнина, меѓутоа тоа се прави во идеални услови, кога сите граѓани се запишани со адреса, кога имаме уличен систем, бирократијата мора да се сведе. Катастарските податоци се совпаѓаат, значи кога сите правни субјекти се регистрирани и делуваат на легален начин, значи во такви услови може да се воспостави праксата која би била во согласно со принципот што е и законски, значи загадувачот плаќа или колку составаш, толку треба и да платиш. Таа е логиката што треба да ја применуваме, меѓутоа први да направиме еден систем кој што функционира, а секако ќе се аплицираат најдобрите европски практики кои треба едноставно да се реплицираат од европските држави или од европските градови. Така. За на крај прашање до вас двајцата, кој е вашиот апел до граѓаните, што секој од нас може да направи уште денеска за почисти градови, почиста животна средина? Јас би рекла главниот предизвик со кој што се соочуваме, мислам беше предизвик, сега ни дава повеќе само енергија да продолжиме, е кога ќе го слушнеме зборот џабе од некои луѓе. Џабе значи дека секој што ќе го изговори, значи се откажал од животот, се откажал од се. Нема. Акција одново и одново и одново и одново. Така да еве мојата порака е луѓето да си ја вратат љубовта кон државата, да почнат да ја негуваат и секое место што им е во најблиска животна средина кај што циркулираат, ако можат да го остават во подобра состојба од која што го нашле. Ако видат отпад, нека не се срамат, нека го соберат. Им даваат надеж со тоа и можност за напредок на сите генерации што доаѓаат. Така, господине Фидани? Ја би сакал да кажеме, секогаш го кажуваме тоа, да почнеме од себе, така за некои промени. Меѓутоа не само за себе,
туку малку да даваме напор и за останатите и за општеството. Тоа е, мислам дека е клучно. Да не очекуваме дека е обврска само на институциите. Животната средина се одржува доколку има поддршка од сите страни, повторно го потенцирам ова. А секако, повторно на крај ќе кажам, редовно да се подмируваат обврските од секоја страна. Дали од граѓаните, дали од наша страна или од останатите институции. Доколку сакаме животна, нашиот слоган е животна да создаваме животна средина вредна за живење и кон тоа стремиме секогаш. Така. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам успешни еколошки акции, успешно раководење на предпријатието и се надевам долга соработка и понатаму за почиста животна средина. Благодариме на просторот. Благодарам за поканата, да. Така. Ова беа гостите со кои што разговаравме за чиста животна средина, господинот Арсим Фидани од компанијата Заубер Махер, предпријатие кое што раководи со сметот, односно го собира и го транспортира на соодветно место, и госпоѓата Гордана Софија од Генералка Викенд, која што заедно со незината екипа остварува успешни еколошки акции низ Македонија. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со останатите содржини во Студио 10.